Денеска стапија на сила новите рестриктивни мерки со кои за влез во угостителските објекти и на организирани настани мора да се приложи сертификат за примени вакцини или потврда за прележан COVID-19 во изминатиот месец и половина. Со новите мерки целосно се забранува и одржување настани и работа на угостителски објекти на затворено. Истовремено угостителските објекти мора да имаат редарска служба која е задолжена да врши контрола. За спроведување на сето тоа се најавуваат засилени инспекциски контроли. Ова обврска ќе важи за сите објекти кои примаат повеќе од 30 гости, а угостителите се должни да организираат редарска служба која ќе го контролира тоа. Владата најави построги контроли за строго спроведување на новите ограничувачки мерки, а се предвидуваат и парични казни. За граѓаните кои што немаат потврда или имаат лажна, паричната казна е 250 евра за правно лице од 2500 до 30.000 евра, во зависност од големината на објектот, а за одговорното лице 1500 евра. Погродење во кафулиња, рестораните или ноќните клубови. Сертификатот за COVID-19 ќе биде неопходен за сите видови прослави кои може да се организираат само на отворено, како и за концерти, семинари, конференции, културни и спортски настани. Работата на ноќните клубови, дискотеки, барови се уште е ограничена на 50% од капацитетот на отворените области и може да прими максимум до 1000 посетители, во согласно со постојаните антивирусни протоколи. Од друга страна, додека надлежните апелираат за масовна вакцинација, ден пред стапувањето на сила на мерките во повеќе градови низ државата, се одржаа протести. Според присутните, со новите мерки им сеускратува слободата на граѓаните. Се кршат човековите права и се дискриминираат оние граѓани кои не сакаат да се вакцинираат. Реагираше и независната угостителска комора, особено против редарската служба која треба да врши контрола на гостите во објектите, дали поседуваат некои од потребните документи. Работата отиде дотаму што ситуацијата се поврзува и со престојните локални избори, бидејќи мерките ќе влијаат и на определбата на засегнатите гласачи.